Музеј на град Скопје. Овој музеј е сместен во адаптираниот дел од старата железничка станица која делумно била разурната во скопскиот земјотрес од 1963-та. 1/3 од зградата која останала релативно зачувана, денес е во функција на музејот кој располага. Од тогаш до денес, како комплексен музеј, тој ја поврзува дејноста на подрачјето на археологијата, историјата, етнологијата, историјата на уметност во регионот на град Скопје. Освен системските истражувања, прибирање, средување, заштита и чување, музејот врши и стручна обработка и научно проучување на музејскиот материјал, како и неговата јавна презентација преку тематски проекти и изложби како во земјата, така и во странство. Музејот поседува фонд од 21.950 музејски предмети распоредени во 4 одделенија: археологија, историја, етнологија и историја на уметност. Во фундусот на музејот влегуваат донацијата од 182 фотографии на доајенот на македонската уметничка фотографија Благоја Дрнков и донацијата на јапонската графика Укијое. Во 1991 година Љубомир Белогаски му подари на музејот на град Скопје 159 дела, претежно акварели. Прошетки низ минатото е постојана поставка во музејот која го опфаќа периодот од праисторијата до почетокот на 20 век за Скопје со неговата околина. Во старата скопска чаршија се наоѓаат депандансите на музејот, и тоа во Сулијан е сместена постојаната поставка за историјата на старата скопска чаршија, Меморијалниот музеј на Покраинскиот комитет на КПЈ и Меморијалниот музеј на илегалната работилница за оружје од НОБ. Музејот на современата уметност. Изградбата на музејот е започната на 5 април 1969 и е завршена во рекорден рок на 13 ноември 1970. Зградата има 2 нивоа и еден делумно подземја наменет за депоата, конзервацијата и погонските простории. Светската и југословенската заедница покажа изворедно широка солидарност и спремност да ја помогнат обновата на Скопје по катастрофалниот земјотрес. Како значаен дел од оваа солидарност, почнаа да пристигнуваат и првите спонтани донации на дела од повеќе европски и југословенски уметници, како што се италијанскиот сликар Џузепе Сантомазо и германскиот графичар Хип Грисхабер, како и они од приватната колекција на наивна уметност на хрватскиот колекционер Герхард Ледиќ. Уште една спонтана реакција од овој период уследи од познатиот црногорски и српски уметник Петар Лабурда, кој ги подари сите своји дела на неговата самостојна изложба поставена во неколку југословенски градови есента во 1963-та. Меѓународното здружение на ликовни уметници на својот конгрес, одржан во октомври 1963 во Њујорк, упати апел до уметничките асоциации и индивидуални уметници во светот да помогнат во создавањето колекција на уметнички дела со која ќе ја поттикнат обновата на градот. Првата таква акција ја организираше италијанската секција под раководство на галеристот Марио Пенелопе, уметникот Енрико Паулучи и Палма Букарели, директорката на Националната галерија на модерна уметност во Рим. Со истата цел, во Франција е формиран комитет за помош на Скопје. Зафаќа површина од 5000 метри квадратни во 3 меѓусебно поврзани крила. Во нив се наоѓа просторот за постојаната поставка, салите за повремени изложби, салата за предавање, филмски и видео проекции, библиотека и архива, конзерваторска работилница, депоата, администрацијата и други помошни служби. Располага со драгоцена меѓународна колекција и дава репрезентативен увид на македонската современа уметност. Скопје, град мој убав